Нов екоавтобус на газ за кој е потпишан договор со полската компанија Solaris, од утре пробно ќе сообраќа на линијата број 2 на релација од Автокоманда до Сарај и обратно. Се работи за енергетски ефикасен автобус, наменет исклучиво за јавен превоз, со намалена потрошувачка на газ и направен согласно последните технолошки трендови во оваа индустрија. Исто така значајно за градот е тоа што овој автобус не го загадува воздухот. Ова е уштетен автобус кој е на пробно возење на улиците низ Скопје, откако претходно градот потпиша договори со Чериот мотор за електричен автобус и со Мак Автостар за автобус на газ кои што се обраќаат пробно низ улиците на Скопје. Градоначалникот Члегов посочи дека нивната заложба е Скопје да биде град со одржлива урбана мобилност. Споредбено со потрошувачката на старите дизел автобуси, овој автобус троши двојно помалку, што дополнително ќе ги намали трошоците за гориво на јавното сообраќајно предпријатие. Најголема негова предност е што значително помалку или вкупно по 10% од она што го пуштаат во воздухот дизел автобусите ќе партиципира и односно ќе учествува со јаглерод диоксид. Наша заложба е Скопје од град ориентиран кон автомобили да стане град ориентиран кон одржлива урбана мобилност, што ќе биде од поголемо значење и од големо значење во напредување на еколошките стандарди за почист воздух и почиста животна средина. За градоначалникот Члегов ова представува одлична можност Скопје да се збогати со нови искуства кои понатаму ќе може да се користат во планирање на модернизацијата на јавниот градски превоз. За оваа година во буџетот предвидени се средства за субвенции за набавка на екоавтобуси во висина од 100 милиони денари за ЈСП, како и за приватните превозници во висина од 20 милиони денари.